80 проекти предвидени во програмата за општина Бутел. На големо задоволство можам да соопштам дека 1/3 од проектите веќе се реализирани. Убаво е да се вети, меѓутоа задоволството и чувството кога ветеното се остварува, мислам дека е уште поголемо, а најголемо е задоволството кога првите реализирани проекти се однесуваат за младите. Мислам дека грижата за младите продолжува и во третиот мандат на градоначалникот Латиновски, а тоа може да се потврди со дела кои што се започнати, некои се завршуваат, некои во иднина ќе продолжат да се остваруваат. Најголемиот проект кој што многумина сметаа дека нема да почне да се реализира и на големо задоволство само за 6 месеци, изградба на основното училиште Живко Брајковски, првата фаза веќе за 7-8 дена ќе биде завршена. Првата фаза се однесува од темел до покрив училиштето. Училиштето зафаќа површина од 5400 метри квадратни, едно од најголемите основни училишта во Република Македонија. Средствата за училиштето се обезбедени од буџетот на општината Бутел. Грижата за младите продолжува и со давање во потреба за неколку дена на училишната сала во нашето најсеверно населено место, во населеното место Љубанци, до основното училиште Гоце Делчев. Грижата за младите продолжува, исто така ова недела, најверојатно ќе се даде во потреба уште едно повеќе наменско игралиште, меѓутоа игралиште кое што е заедно во соработка со Агенцијата за млади и спорт во непосредна близина на основното училиште Свети Климент Охридски. Исто така е изработен проект и се надеваме дека многу брзо ќе започне да се реализира уште еден стратешки проект, а тоа е изградба на градинка во населеното место, во населбата Радишени, бидејќи ако некои општини имаат проблем со недостаток на најмладите, општина Бутел нема место каде да ги згрижи своите најмлади граѓани, а тоа се децата во предшколското образование, тоест децата во градинките. Меѓутоа, да не испадне дека само се водиме грижа за младите, напротив, периодов кој што помина за овие 6 месеци, повозрастните ќе го запаметат, бидејќи првпат на територијата, тоест во општината Бутел, се отвараат пензионерски клубови, и јас тоа го ветив дека во сите населени места на територијата на општина Бутел ќе бидат отворени пензионерски клубови. Дел од тие пензионерски клубови започнаме и ги градиме, дел од нив ги адаптираме и оспособуваме, а некои населени места и земаме под кирија. Така отворен е пензионерскиот клуб во населеното место Бутел 2, отворен е пензионерскиот клуб во населеното место Скопје Север, отворен е пензионерскиот клуб во населеното место Живко Брајковски и на големо задоволство градиме од сопствени средства свој пензионерски клуб во населеното место Љуботенски пат. Значи, денеска исто така сакам да ги охрабрам и да ги уверам дека и граѓаните од останатите населени места дека после нова година тоа темпо на адаптирање, оспособување, градење на пензионерски клубови ќе продолжи. Секако дека покрај овие проекти кои што се реализирани, сакам да истакнам дека и во областа на инфраструктурата вложиме така напори да оние што се битни, приоритетни, значајни, оние што се неопходни за секојдневно употреба на граѓаните, да ми го лесни нивниот начин на живење, се реализирани и тоа, например, во областа на инфраструктурните проекти, јас би рекол, во однос на асфалтирањето на улици, така, например, во слоп на повеќе наменското игралиште во населеното место Бутел, асфалтираме 2000 квадратни метри, значи плато, кое што навистина ќе биде, има можност за користење, за повеќе наменско да се користи тоа плато, дали тоа ќе се користи за луѓето кои што ќе спортуваат, дали тоа што ќе се користи за одржување на голем број на манифестации на отворено, навистина сега можеме слободно да кажеме дека имаме место, имаме свое катче, каде што ќе може тоа да го користиме. Извршена е реконструкција на улицата во населеното место Љубанци, улицата 4, извршена е реконструкција и проширување на улицата во населеното место Белкамен од двете страни, тоа е првата фаза, негдека во должина од околу 250 метри, продолжува и втората фаза доколку временските услови овозможат. Извршена е реконструкција на улицата Зуфер Мусич во населеното место Бутел,
продолжуваме со оспособување и на други улици, со тоа се помали инвестиции, каде сакаме во сите населени места, каде што имаме скрпење на дупки, како што е во населбата Радишани, потоа имате во населбата Живко Брајковски, меѓутоа тоа се многу мали кои што останати како не довршени, не реализирани. Секако дека општината Бутел беше затекната, јас ќе кажам како градоначалник, во една состојба каде што не можеше да се пофали во однос на фекалната канализација, во однос на, да не зборувам за атмосферската канализација, меѓутоа веќе оваа година, значи во овие месеци дадоме посебен акцент на изградбата на фекалната канализација и тоа во од левата страна на населеното место Радишани и дел од населбата Радишани во должина од околу 1,5 километар и сметам дека сите овие години, каде што купната должина на изградба на фекална канализација издесува околу 46 километри, од кои што најголем дел, јас би рекол, се движиме лево и десно од течението на реката Серава во сите населени места, бидејќи реката Серава поминува низ целата територија на општина Бутел и сите оние што мислеа и очекуваа дека реката Серава представува еколошка бомба која што ќе експлодира, сите очекува. На големо задоволство, јас ќе кажам на граѓаните, тоа не се случи, токму благодарение на изградбата на фекалниот колектор и од левата и од десната страна на реката Серава во должина од околу 20 километри. Значи тоа е сепак еден проект кој што долги години, неколку години уназад го реализираме фаза по фаза. Ова година, овие 6 месеци, реализираме и делот, она што ни остана во должина од 1,5 километар, ни остана уште само 500 метри, значи и со тоа мислам дека реката Серава ќе го вратиме поново оној животински свет, што јас како градоначалник, бидејќи сум живеам таму, како деца сме фаќале риби, денеска ми е големо задоволство кога гледам поново животинскиот свет, токму во ова населено место, токму во ова наша река се враќа. Сигурно дека тој проект ќе продолжи и во иднина. Меѓутоа сакам да кажам исто така дека третата фаза од изградбата на фекалната канализација во населеното место Љуботен веќе ја завршиме. Исто така сакам да кажам дека фекалната канализација на улица 18А исто така е завршена во најголемиот дел. Меѓутоа исто така на улица 62 завршена е фекалната канализација во овој период и секако на улица 15 фекална изградба на фекалната канализација, изведување на фекалната канализација на дел од населеното место Љуботенски пат што ни остана, изведување на атмосферска канализација, ќе да кажам, во населеното место на улица Алекса Бујнов, изградба на атмосферска канализација, баш овие денови, денеска се завршува на кракот вдолж улицата Хошимин, тоа е во населеното место Бутел, изградба на крак на фекална на атмосферска канализација вдолж населеното место исто така Бутел 1, тоа е улицата Душко Поповиќ и се дека таму каде што ни е предвидено да со програмата што сме ја ветиле пред граѓаните, мислам дека дури дел од тие непредвидени работи кои што не беа предвидени, ние ги остваруваме. Она што сакам да истакнам, она што е многу битно, значајно, овој период го посветуваме на изработка на планови, урбанистички планови. Зошто ги работиме овие урбанистички планови? Општината Бутел, јас ја гледам како место кое што во иднина треба да го менува својот лик како што досега го правиме, меѓутоа сакам и на економски план да дадеме свој придонес. Ние мислам дека сме пионири и учесници, имаме и добро искуство во развојот на индустријските зони. Првата индустријска зона, тоа беше индустријската зона Визбегова, која што е токму на територијата на општина Бутел и која што сметам дека со сите оние предуслови и услови што ги овозможи локалната самоуправа, дојде до развој на ова индустријска зона. Меѓутоа, сакаме да ја искористиме за обиколницата која што поминува низ територијата на општина Бутел, која што представува услов и предуслов за побрз развој и отварање на две нови индустријски зони. Тоа е индустријската зона Расадник и индустријската зона Љуботенски пат. Мислам дека со отварањето на овие две индустријски зони, проблемот најгорчливиот кој што и општината Бутел ја има зафатено, секако дека е проблемот со вработувањето, мислам дека ќе биде една убава можност. Ако ви кажам дека во индустријската зона Визбегова имаме 1364 вработени лица, јасно можеме да кажеме од какво значење е токму отварањето на овие две индустријски зони. Она што сакам да го најавам, вчера имаме дури и состанок со градоначалникот на градот Скопје, во фаза сме на интензивно барање можност и начин како да изградиме уште
уште еден би рекол булевар на територијата на општина Бутел, а тоа е булеварот Христијан Тодоровски Карпуш, кој што ќе поминува низ територијата на општината Бутел, значи ќе поврзува територијата на општина Бутел со заобиколницата, а замислите тоа не е овој булевар има економско значење, не е само за општината Бутел, за граѓаните, туку јас би рекол за граѓаните и на Чучер Сандево, за граѓаните и на Газибаба, за граѓаните на Чаир, бидејќи ќе представува втора влезна порта во градот Скопје, значи покрај булеварот Словенија, ќе се пофалиме дека имаме уште еден булевар, меѓутоа многу значаен и битен, затоа што денеска од северните делови, од нашите населени места на општината Бутел, единствениот влез е улицата Бутелска, која што навистина веќе почнува да станува тесно грло на општината Бутел. Мислам дека изградбата на булеварот Христијан Тодоровски Карпуш, кој што го најавуваме и сметам дека ќе представува една убава можност, заедно со заобиколницата да представуваат потенцијални можности за отварањето на индустријските зони и би рекол убав предуслов и услов за развој економски на општината Бутел. Се надеваме дека има проблеми, тој ќе кошта доста, меѓутоа активно сум клучен како градоначелник, бидејќи најголемиот проблем можеби некогаш не е изградбата, не се ни средствата да се обезбедат, колку да се решат имотно-правните односи. Верувајте дека со денационализација, каде што требаше да поминува булеварот, е вратен, иако законски тоа не би требало да биде направено, меѓутоа ние мораме тоа да го почитуваме. Законот се водат разговори со собствениците и се надеваме дека многу брзо тоа ќе биде и решено. Оно што сакам да најавам дека граѓаните на Бутел 2, посебно младите, она што го ветиме, се надеваме дека за неколку дена ќе започне да се гради и тамо и во тој дел повеќе наменско игралиште и со тоа мислам дека нема населено место на територијата на општина Бутел каде што на спортски план изградба на овие спортски објекти некое место е прескокнато или во тоа место каде што имало услови не е завршен таков проект.